Малолетничките бракови се уште доминантни во ромската заедница. Превенцијата и образованието е клучот за надменување на традицијата за подобар и поквалитетен живот на младата ромка, која се уште не е полнолетна и не може да носи зрели одлуки за сопствениот живот. Бројот на овие бракови е во опаѓање, покажуваат анализите на граѓанскиот сектор со воведувањето на задолжителното средно образование, но потребна е поголема едукација во тој дел. Во односи на малолетничките бракови можам да истакнам дека имаме тенденција на намалување, но сепак се уште постои овој проблем и превземаме одредени активности и за ова сметам дека во скоро време ќе организираме уште еден настан баш во однос на превенција на малолетничките бракови заедно со родителите, учениците, студентите. Решавањето на проблемот со детските бракови бара и поголема соработка меѓу институциите и граѓанскиот сектор, велат од Сдруженијето за мултиетничко општество и човекови права во Штип. Да продискутираме повторно заедно и она кои мерки би ги преземале заедно. И ние како граѓански сектор, а институциите, а и самата заедница да го вклучиме во овој процес за постепено надминување на овој проблем, бидејќи сепак допринесе и законот за задолжително средно образование да овие малолетнички бракови се намалуваат, но сепак ги имаме, се присутни кај нас и сметам дека треба да поработиме повеќе и покоординирано меѓу себе за да можеме да влијаеме на ова прашање. Според анализите, младата ромка стапува во брак на возраст од 13 до 16 години. Праксата на центрите за социјални работи покажува дека е многу мал бројот на родители кои реагираат и бараат нивните малолетни деца да ги вратат од намерите да стапат во малолетнички брак. Од тука се погласни во барањата се граѓанските здруженија кои бараат измени во законот и одговорност за родителите кои ќе дозволат да се склучи брак со малолетно лице, поаѓајќи од Конвенцијата за заштита на правата на децата.